Она што го најавивме и го донесуваме, почитувани радиослушатели. Токму во нашево студио, да не заборавиме дека ги имаме нашите првенки во карате, кои неодамна веќе одлучија својата спортска кариера да ја пренесат и на австралијаните овде, а зашто станува збор и еве веќе во почетните разговори што ги имаме овдека во студиото помалце е комично и ќе гледам да го представам и тако овој нашиот разговор. Но, почитувани радиослушатели, ми причинува голема чест и големо задоволство да ги најавам нашите чупина, кои ни доаѓаат од градот Херој Прилеп, Мишела и Маријана Димовски. Мишела и Маријана, добро утро и добре ни дојдовте на радио програмата од Македонскиот културен центар Илинден. Добро утро на сите слушатели. Добро утро на сите слушатели. Сега кој? Одлево, одесно, Мишела и Маријана. Почитувани радиослушатели, верувајте ми, изгледаат како едно и мислам дека кога би ги виделе на подиумот каде што се надпреваруваат, веројатно и за да се најдобри, кога и двете заеднички кога ќе гледа, сигурно настапуваат како еден. Едно прашање за вас, Мишела. Со твојата сестра, Маријана, сте сестри близначки, нели така? Така, како ве разликуваат? Кога бевме помали, скоро сите не разликуваа, но сега, кога пораснавме, имаме повеќе разлики. Луѓето кои што прв пат не сретнуваат, не мешаат правите неколку пати, но потоа не разликуваат. Миријана? Почесто на надпреварите, кога се надпреваруваме, например, кога имаме финале, тогаш настануваат некои забуни. Еднаш на едно балканско првенство беше стопирано целото првенство, бидејќи Мишела влезе в финале, а јас бев прочитана како да влегов во финале, а јас освоив бронза и не можевме да докажеме која е која. Требаше нашите родители да слезат долу и да ги покажат пасошите за да докажеме дека јас освоив бронза, а Мишела е во финале. Гледајќи ги вака, навистина да ви кажам право, би сакал да имаме едно ниво на комуникација каде што она е, мислам, автентично и соодветно за мене, но срцето ми трепери од радост што ве гледам. Навистина, ете, сум имал голем број на гости, сум разговарал со голем број на луѓе, но сепак на вас гледам со голем почит затоа што она што го имате постигнато за вашиот млад живот е многу пати милувам да кажам сравопочитно. Во нашиво студио тука и вашиот родител Златко Димовски, кој и тој со Елизабета, која поздравуваме неа овдека во студиото, сте најзаслужни за овој успех што го имате постигнато до сега пред се во Македонија, па сега еве на некој начин и го освојувате петиот континент Австралија. Златко, добро утро и за тебе. Добро утро. Еве повтор пат се гледаме во нашиво студио, овој пат потпомогнати со вашите керки. Да, секако и морам да кажам дека се чувствуваме пријатно во вашето студио. Направивме со тебе добар разговор минатиот пат, но сепак главната причина за ова радиопрограма се токму Маријана и Мишела. Маријана и Мишела, многу пати ние во минатото кажуваме и го следам вашиот спортски пат, сте на релација Република Македонија и Австралија. Кажете ни ги, настапите, најзначајните што ги постигнавте и како резултати во Република Македонија, пред да се осврниме за она што се случи минатиот викенд на австралискиот Опен во карате овдека во Австралија. Најзначаен резултат кој го постигнавме во Македонија беше сребрениот медал од светското првенство во Џакарта во 2015 година во ката тим заедно со Мишела и со другото девојче Киријана Камчевска. Тоа беше единствениот и првиот медал од финале на светско првенство во сите спортови во Македонија. Исто така имаме два европски медали, бронзени медали и сме медалисти, имаме златни, сребрени и бронзени медали од карате One Premier лигите кои што се во сениорска конкуренција. Многу пати сме балкански прваци, исто така и освоивме 7 или 8 секоја од на 7 или 8 медали од светските купови кои се држуваат во Хрватска секоја година во јули до 21 година и во јуниорска конкуренција. Веќе секоја година бевме во Македонија во финале на државните првенства, тоа беше како традиција и еве сега тука почнавме и лани и оваа година да стасаме до финале на сите надпревари кои се држаа во Австралија. Мишела? Немам што да дополнам за резултатите во Македонија. Дали се тоа идентични? Мислам, кога гледам вака, гледајќи ве вас, кај да одите, народски речено, салата ги правите сите, нели? Не? Дали сте веќе препознатливи како бренд, како име, како фамилија? Мислам, кога ќе се речи Мишела и Маријана настапува, на ова првенство и сите веќе ве знаат дека сте луѓе што треба да ве победат, мислам, надпреваруваат.
победувачи, така? Да, особено не познаваат како сестрите Димовски. Димовски, да? Карате Твинс и не само тука во Австралија, туку и во Европа и во светот. Особено каратистите и оние кои што се вклучени во карате спортот. Тука во Австралија сега станавме веќе познати како фамилија Димовски. Димовски, да. Не само ние, исто така и нашите родители кои се светски суди и татко ми е селектор на Австралија. Да. Мајка ми е селектор на Западна Австралија. И јас еднаш порано ги запрашав вашите родители за тоа кој е подобар, дали учителот или ученикот. Во случајот тие кажаа дека не ќе да си го отстапат приматот како најдобри, но сепак гледаат на вас потенцијал каде што во овој момент на нивни години вие сте многу повеќе скалила подобри. Но јас би ве запрашал вака, дома, во домашен амбиент, дали се тепате помеѓу вас двете? И кој е подобар? Па не сега. Како помали? Помали, да, но сега веќе сме големи. Добро, Како сите брајки и сестри нормално се случувало како помали. И кој победуваше во домашните, значи без судија борби? Немаше победник. Сега некој јадеше еден трешник, два, што би се рекла. Јас можам да кажам вака еден пример. Ние со Бети, тие беа темпераментни и кога беа во собата, во нивната соба, ако се слуша звуци нешто, значи се е во ред. Ако стани тишина, кога беа малецки, значи ако е тишина, тогаш нешто има проблем. И секогаш кога беше тишина, че отворевме вратата и ги начекувавме фатени за коса или во некоја поза, ама без да пушта звуци. Значи така знаевме дека нешто не има проблем. Дали и тоа ривалство, значи од млади години, дали и денеска го применувате на некој начин кога сте на терен? Па кога сме на терен не се гледаме како сестри нормално. Тога сме противници и секоја гледа да победи, секако се радуваме едната за другата. Но сепак тука сме противници и се трудиме да го направиме нашето најдобро на татами. Тоа би дошло некако како во светот на тенисот помеѓу Серена и Венус Вилијамс. Така сте и нешто вие во светот на каратето, нели? Неодамна мигриравте овдека во Австралија, нашата втора тетковина, убава земја која ни ги отвори вратите на голем број мигранти кои сакаат да бидат пред се лојални и да го постигнат најдоброто што го поседуваат. Воедно, исто така австралиските, значи државни институции користат таа прилика покрај талентот да го подпомогнат финансиски, значи развојот, со на некој начин да се дојде до посакуваниот резултат. Со нашиот разговор овде веќе на почетокот веќе дознав од вас лично дека имавте првични контакти со Институтот за спорт на Западна Австралија. Тоа е едно големо признание. Кажете ни збор два за тоа како дојде и зошто дојде пред се. За Институтот за спорт, значи и јас и Маријана станавме, сега сме стипендисти на Институтот за спорт на Западна Австралија. Директорката на институтот не побара на состанок со неја. Да. После неколку состаноци ни направија прегледи и сега од наредната недела веќе почнуваме да ја користиме стипендијата. Стипендијата се состои во тоа што Институтот за спорт на Западна Австралија ќе се грижи за нас, како за нашите физички подготовки, тренерите на фитнес тренерите за сила, ќе се грижат за нашите физички подготовки. Исто така можеме да ја користиме теретаните и салите на институтот, како и сите стручни лица, како докторите, физиотерапевтите, нутриционистите, психолозите и социолозите кои што понатаму ќе ни помогнат и во нашето образование, како и работа за да одбериме што ќе студираме понатаму и каква работа сакаме да работиме. Да. Во Република Македонија настапувавте, значи под македонското знаме. Сега овој пат ги браните боите на Австралија. Кажете ни збор два, дали австралиската репрезентација ќе биде збогатена, значи на престојните олимписки игри со вашето присуство? Па ние се надеваме дека ќе биде така. Значи горди сме што ќе ги браниме боите на Австралија тука. Да. И за нас тоа е огромна почит, како да кажем.
Сега тоа ни е и цел да настапиме на Олимписките игри, ако не во 2020 година, во 2024 година. Да. Затоа треба да собираме поени на сите наредни премиер лиги, на светските првенства и на Океанија првенството. Сега на 16 мај одиме во Нов Зеланд на Океанија. Тоа е многу важно првенство за Олимписките игри. Таму ако освоиме медалки имаме доволно поени за да влеземе во првите 100 надпреварувачи во светот и ќе можеме да настапиме на сите премиер лиги во на сите 5 континенти и да собираме поени до 2020 година, па се надеваме дека ќе бидеме во првите 10 кои ќе настапат на Олимпијада. На Олимпијадата. Значи одлично. Стискаме палци и ви посакуваме среќа. Да, вистина, освен среќа и палција, по некој пат среќата сами си ја градиме, а доказ сте и вие. Зошто ќе речам доказ сте и вие? Веќе и со разговорите со вашите родители, значи со Ели и со Златко, кажавме дека вие вашите почетоци ги започнавте значи од мали нодзе. Автоматски за вас каратето и доручек и ручек и вечер, ако би се рекло народски, нели? Да. По колку пати за да го постигнете врвот, а веќе претпоставам дека сте веќе на врвот со оглед на вашите резултати, тоа е несомнено и никој не може да го спори. Кој е рецептот за вашиот успех што сте на врвот? Што се правите? Ете да речеме еден дневен, вашите дневни активности, ако може да ги представите за нашите радиослушатели. За можеби доколку и некој се стреми да го постигне ова што го постигнавте и вие, да го направат и тие истото. Дали почнувате прво со тепање од сабајле? Па пред се сме многу посветени на каратето и цел ден се состои од тоа. Значи преку цел ден разговараме и гледаме нешто поврзано со карате. Значи вежбаме 2 пати дневно на сабајле и на вечер, вежбаме физички подготовки и карате подготовки. Исто така имаме некои сме посветени на исхраната, не е се дозволено во исхраната како на другите луѓе, значи исто така сме се откажале од многу задоволства, значи во Македонија особено кога имавме тренинг, нашите врсници сакаа да излегуваат, да се дружат, ние сме се откажале многу работи за да го достигнеме тоа што сме денеска и да стасаме до тука, но сепак сме тоа е нашиот живот, состои нашиот живот во карате, и ако не е каратето нема да биде како што е сега, немаш да дојдеме тука во Австралија и сме горди на тоа што сме го направили. Мишела? Јас ќе дополнам дека најпрво во Македонија, додека бевме во Македонија, немаше време за пауза, за одмор, затоа што постојано настапувавме на јуниорски првенства, како и на сениорски, бидејќи со тие години можеме да настапуваме и на јуниорски и на сениорски првенства. Кога ќе завршиш јуниорското, продолжуваш сениорското, затоа немаше време за пауза. Некогаш се случуваше еднаш годишно да направиме пауза по една недела и потоа продолжувавме повторно со тренинзи секој ден, а пред надпревари, како што каже сестра ми, 2 пати во денот. Да се вратиме уште еднаш на австралискиот опен кој се одржа минатиот викенд, мислам дека се одржа во Мелбурн, така? Во Сиднеј. Во Сиднеј. Кажете ни збор 2 за тој настап, уште еднаш, мислам детално да го фатиме, кој се надпреварува тамо, дали е тоа само на национално ниво или на светско ниво? Таму се можат да се надпреваруваат кој што сака тоа што е опен на светско ниво. Значи настапуваат надпреварувачите од Австралија, од Океанија, Нов Зеланд, од Океанија, од цела Океанија, Австралија, Каледонија. Исто така беа присутни надпреварувачи од Непал и Шри-Ланка оваа година. Јас и Маријана настапивме во јуниорска конкуренција до 21 година, како и сениорска конкуренција во кати поединечна. Во јуниорска конкуренција до 21 година и двете стасавме во финале. Јас го освоив сребрениот медал, додека Маријана беше прва. Во потоа следниот ден во сениори се ги заменивме местата. Јас бев го освоив златниот медал, Маријана сребрениот медал. Минатата година во 2017 на Австралија Опен ги заменивме местата. Во јуниорска Маријана беше втора, јас бев прва, а во сениорска Маријана прва, додека јас го освоив бронзениот медал. Беше тешко да се достигне овој успех, затоа што има доста добри надпреварувачи овде во Австралија.
како и надпреварачите на Нова Каледонија една година веќе тренираат со вице шампионот во сениорска конкуренција Миндак, кој од Франција, по потекло од Нова Каледонија, затоа и ги тренира репрезентативите на Нова Каледонија. Мишела, би те запрашал уште ова на некој начин. Кога ќе излезете на надпреварите? И сега на Австралија ги наброивте земјите, зборувајќи за каратето како древен спорт и каде што доаѓа од земјата на изгреј сонцето. Дали некој пат сте имале можност да на некој начин се споредите со најдобрите од најдоброто или од земјата од каде што на некој начин потекнува овој древен спорт? Па со тоа што ние веќе сме освоиле светски медал, како и европски медали и медали на премиер лиги, што значи дека сите надпреварувачи од цел свет настапуваат на тие премиер лиги. Можам да кажам дека и сме успеале на некој начин да дојдеме рамо до рамо со оние што се најдобри. Најдобри, да. А кој е најдобар? Денеска во карате спортот нормално најдобри се надпреварувачите на Јапонија, затоа што каратето потекнува од Јапонија и нивниот начин на вежбање е поинаков, затоа што тие го имаат тоа од самото раѓање, значи никој не може да достигне она како што тие. Сте имале надпревар против јапонци? Јас сум имала еднаш на премиер лига. И како се разбирате? Светскиот првак. Настапуваме една по друга во кати, една по друга. Нормално дека јас изгубив од таа, потоа влезе во финале и ми врачеше мене за репасаж, со тоа што го освоив 9-тото место на премиер лигата. Дали му е утре мерката за следниот пат кога ќе сретниш поново? Сега напорно се спремаме и се подготвуваме и се надеваме дека еден ден ќе постигнеме она како што успеваат и јапонците. Да. Па како што кажавме, древен спорт доаѓа од земјата на каратето, многу филмови се направени за каратето, стигнавме и ние една мала земја со голема историска традиција во светот, сепак да го достигнеме благодарение на вас како фамилија. Не знам што да речем повеќе, го имавме минатиот разговор, ама овој навистина морам да признам, и доколку некој ме прашал како што ве запрашувам вас кои ви се најубавите моменти, јас би рекол дека толку ете, овој разговор ми е еден од врв на мојата новинарска аматерска кариера. Би рекол затоа што навистина чувството е преголемо кај мене да ви имам токму за вас, затоа што навистина верувам во младите. Верувам во она што фамилијата Димовски го прави за своите деца и се надевам дека ќе бидат репери за се она што го имат направено. Мислам досега и сите фамилии ќе се стремат на некој начин да го постигнат најдоброто. Секој родител е горд на своето дете на овој или на оној начин, но сепак кога ќе се постигнат вакви работи, тоа ми се чини врв на секоја фамилија. За крај би ги запрашал, значи, Мишела и Маријана, еден совет за вашите врснички. Па јас би рекла да не се откажуваат од своите соништа, да ги следат тоа што го замислиле, да не се откажуваат и сите оние кои што сакаат да почнат со карате спортот, ги поканувам во нашата школа да секој понеделник, среда и петок да видат што е карате и да ги следат нашите стапки. Мишела? Јас би рекла дека треба да бидат упорни и да работат како што работиме ние, затоа што ова чувство сега што го имаме ние, да се биде дел од австралиската репрезентација, да се патува со нив, како и претходно што сме патувале на сите првенства, и тоа чувство да се биде на пиедестал и да се има пријатели од секаде во светот, кои што ќе не останат за цел живот, не може да го има секој. Значи тие луѓе што го имаат тоа се ретки и тоа се постигнува само со напорна работа, а тоа е најубавото чувство во спортот. Да. И одлично. Ете, навистина уште еднаш привилегиран како многу пати досега, но овој пат најмногу. Како што сакам да кажам, Чичко Милчо овој пат навистина уживаше во овој разговор со вас. Ви посакувам навистина успешна кариера, настапувајте гордо, без разлика која боја да ја носите, но сепак македонската црвената боја е онаа која што навистина го направи најдоброто од вас. Златко и Ели, ви посакувам уште еднаш добра работа. Се надевам дека ќе се видиме во Македонскиот културен центар Илинден и уште еднаш, значи, ви посакувам голем број на успеси и уште многу програми да имаме вака заеднички на ова наша и ваша радио програма. Благодарам на поканата и секоја се чувствуваме пријатно со вас во емисијата. Благодариме.